Добро вечер и добре дојдовте во 24 анализа. ДУИ во дипломатска офанзива за името. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, во Вашингтон на средби со високи представници на американската администрација и во Њујорк на средба со медијаторот во спорот за името Метју Нимиц. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими утре патува за Атина на средба со министерот за надворешни работи на Грција Дмитрис Аврамополос. ДУИ во дипломатска офанзива, а од нивниот коалицијски партнер МОЛК. МОЛК и од владата и од ВМРО ДПМН за активностите на ДУИ. Поранишниот министер за надворешни работи пак Антонио Милошовски денеска на неговиот Твитер профил напиша дека во јуни ќе биде одложена одлуката за датум за почеток на преговорите за Македонија за декемврискиот самит. Се стеснува ли просторот за решавање на спорот за името? Расте ли меѓународниот притисок за решенија и дали се испорачува преку Ахмети, коалицијскиот партнер на Илинденска? Товима денеска пишува дека Грција бара соговорници за решавање на спорот за името. Ги најде ли во албанскиот партнер во владата? На сите овие прашања и дилеми ќе се обидеме да одговориме вечерва. Јас сум Душица Мрѓа, а гости во 24 анализа се поранишниот вице-премиер за евроинтеграција Вица Буцевски. Добро вечер и добро дојдовте. И Исмет Рамадани, поранешен пратеник и политички аналитичар. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најде. Господа, пред да почнеме со анализата, јас предлагам да го видиме материјалот на колегата Гоце Михайловски за денешните пораки од Вашингтон, но и од Атина. Се бараат соговорници од Скопје. Под овој наслов грчкиот весник Товима ја најавува утрешната средба на вице-премиерот Фатмир Бесими со шефот на грчката дипломатија Димитрис Аврамополос. Весникот наведува дека Атина бара начини за комуникација со Скопје во обид да се излезе од ќорсокакот околу прашањето за името и покрај попусливоста на премиерот Груевски. Разговараме со секој што сака да соработува, изјавил грчки представник за Товима. Средбата доаѓа по барање на Бесими, но тој ниту денеска не сакаше да коментира ништо поврзано со неа. Останува само штурата информација од неговиот кабинет дека тема на разговорите ќе бидат евроинтеграциите. Во обид да се најде решение за името и Македонија летово да стане членка на НАТО и да добие датум за преговори со Европската унија, во дипломатска мисија замина и Ахмети. Тој пред средбата со Нимиц и високите представници на Соединетите Американски држави порача дека албанците од целиот регион својата иднина ја гледаат единствено во обединета Европа. Албанија ќе го почитува суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Албанците никогаш не вршеле притисок врз идентитетот на македонците. Ние сме единствената нација која не го става под знак прашање идентитетот на нашите сожители и соседи. Медијаторот Нимиц одговорите од Скопје и Атина за својот последен предлог. Горна Република Македонија ги очекува најдоцна до почетокот на јуни, неколку недели пред самитот на Европската унија. За сега владата на Груевски не дава никакви сигнали каков ќе биде ставот на Македонија, а владата на Самарас пак според грчките медиуми не планира категорично да го отфрли, иако се очекува да побара географската одредница да го дефинира терминот Македонија наместо државното уредување на земјата. Господа, ајде на почетокот една генерална оценка. Колку може реално да се очекува поместување во според за името по оваа дипломатска офанзива на ДУИ? Па, секоја иницијатива е добре дојдена нормално во однос на решувањето на проблемот со името. Меѓутоа, јас сум скептичен дека е можно било как да дојде до било какво поместување. Не заради фактот што Република Македонија е таа нефлексибилна, националистичка, шовинистичка или не знам каква страна. Туку заради фактот што не може да се има преговори додека не се има од другата страна партнер кој што ќе возможи достоинствено да се влезе во целиот тој пакет на прашања. Да се разбереме, политиката што ја тера константно Грција од почетокот на македонското самостојување па до денес и во однос на македонската државност и во однос на идентитетот на македонската нација е сосема конзистентен. Тие би биле несреќни доколку не постои македонска нација и доколку Македонија се откаже од својата државност. Човекот кој што беше најрадикален во самиот почеток околу тоа прашање, Андонис Самарас, денеска е премиер на Грција. И не само тоа. И јас и почитуваниот професор и пратеник Рамадани тук имаме голема слобода. Во моментов немаме никаква политичка одговорност, ниту пак перспективно се гледаме себе си како политичари. Така што можеме да разговараме многу подиректно отколку кога врз нашите плеќи одговорноста. Во една таква ситуација пред само 5 години, кога не ни планираше да биде политичар, Самарас рече дека добра е грчката стратегија, дека тие убаво тераат,
ако уште малце обстоја со притисокот, Македонија ќе се распадне и нивната национална цел ќе биде реализирана. Значи, тој длабоко верува во тоа. Сега како премиер дава поодговорни изјави, меѓутоа сите ние во Македонија нормално оваа изјава земе со една сериозна тежина. Така што очекувам дека Дуи во моментов се обидува да покаже како помал партнер во владината коалиција иницијативност околу надворешната политика. Гледаме дека уште од формирањето на политичката коалиција по изборите од 2010 година, Дуи покажа подготвеност да прифати ресори каде што непосредно се крои надворешната политика, значи во Македонија тоа покрај Министерството за надворешни работи, тоа и Секретаријатот за европски прашања и Министерството за одбрана, секако имајќи предвид нашите НАТО интеграции, така што гледаме дека Дуи сака да превземе таа улога на своји плеќи. И интересно да се судрат и тие со овој проблем. Она што внесе еден вид на ајде да така речем, лоши шумови во Македонија беше недоречената колумна на лидерот Али Ахмети. Претпоставам дека таа колумна беше во пресрет на неговата посета во Вашингтон, каде што тој искажа став дека тој би сакал, нели, членство во НАТО. Тоа го сакаат нормално и над 80 до 90% од сите жители на Република Македонија. Но она што не беше доречено е делот околу прашањето со името, затоа што тој дел ја тангира посебно македонците во Македонија, тој дел посебно ги тангира. Еве денеска гледаме нови тонови од Вашингтон. Гледаме дека тој покажува една одговорност и свесност за сето ова прашање. Така што очекувам дека сега во разговорите таму ќе се судри со реалноста што се презентира на Македонија. За жал, еве те гледате, ние сме од визирот на големите главни градови, од визирот на Вашингтон, од визирот на Брисел, Лондон, Париз, Берлин и така натаму, се смета дека Македонија е толку мала што мора да попушти и не сака никој да влезе и да го решава ова прашање за себе. Меѓутоа, јас ќе останам на тоа прашање. Значи, се додека Грција обстојува на оваа националистичка политика, се додека некој не ја вразуми Грција, дека е сега 2013 година, а не 1813 година, дека решенија што се подпираат на етноцид, на укинување на народ и држава, веќе не проаѓаат во Европската унија, мислам дека од оваа страна тие нема да добијат соговорник. Господин Рамадани, познати се традиционално добрите односи со меѓународниот фактор на Дуи, а богами со грците. Да, точно е таа констатација твоја дека Али Ахмети има еден однос, односно една би рекол одлична комуникација со меѓународниот фактор, посебно со НАТО структурите, Европската унија и Соединените Американски држави. И мислам дека неговиот поход, така наречен дипломатски, во овој случај, во првите денови кога тргна по тој пат, имаше една скепса, дилеми, дури во условно кажано во македонскиот блок политички, дека што би рекол, што би кажал, што би постигнал Али Ахмети со неговото одење таму. И поради еден висок степен на таа недоверба во владината коалиција и за надворешната политика, за доброто на сите, односно тие дилеми, односно таа скепса некако денеска веќе имаме, ни доаѓаат вести од таму, настапот на Али Ахмети во школа за меѓународна политика, така беше? Џон Хопкинс, добро. Џон Хопкинс. Мислам дека настапот бил државнички. Доста вака прифатлив. Дури во една провокација од некој представник од Грција, одговорот на Али Ахмети бил дека лично не сум задоволен од Грција колку прави во однос на изнаоѓање на компромисно решение во врска со името со Република Македонија. И тоа веќе јас
лично го оценувам како позитивен настап, иако во тој тон и со таков начин на пристап кон проблемот разговара, а најверојатно ќе разговара и со другите функционери, а веројатно средбата со Метју Нимис ќе биде средба во која малку повеќе ќе слушнеме од тие сам дека 10 точки што е последниот предлог на Нимис. И ако Али Амети преку неговиот шеф на кабинетот веќе обзнани, односно објавува дека не се разликуваат со партнерот во врска со името, а тоа значи дека веројатно и понатаму ставот не се менува ако се задирува во идентитетот, јазикот и другите особености на македонската нација. И ако држи еден ваков став и ваков пристап, ваков однос, јас мислам дека на крајот ќе заклучиме дека добро е што е отиден и добро што не е индиферентен кон прашање кое е чувствително, меѓутоа е државно. Колку е ова посета маркетинг за Дуи? Маркетинг сега на Дуи не му требаше, затоа што Дуи ги помина изборите и беше апсолутен победник. И после тоа можеби ова е како да ви кажам, не може ништо конкретно да очекуваме ако не е маркетинг. Дуи сега се осоколи малку и лидерот дека еве ние ја имаме апсолутно, мислам, довербата од граѓаните албанци и ние не можеме и понатаму да бидеме индиферентни и кон прашања кои се однесуваат за интересот на државата, односно интеграциите. Јас мислам дека нема да има нешто посебно, нема да има ништо конкретно. Меѓутоа, очекувам дека Али Амети со контактите со структурите од начелните луѓе на Европската Унија, дали тоа во Комисијата Европска или со такви разговори кои ќе ги води, може да влијае и тие како да влијае? Да влијае притисокот на европските структури, односно од Европската Унија, и кон Грција, и кон Македонија, да биде малку така, нивното влијание да биде поголемо, затоа што на крајот на краиштата ние стремиме да бидеме членка на Европска Унија и да бидеме членка на НАТО. И не можеме ние без разлика што проблемот се имате се води преку представник, односно медијатор од Обединетите нации, ние ако стремиме да бидеме членка во НАТО и во Европска Унија, не може, апсолутно не се сложувам јас никогаш, не се слагам со тоа дека Европска Унија и НАТО да бидат понастрана од овој проблем. Кога велам понастрана, нивното влијание може да биде многу поголемо и кај нас и кај грците. Јас го мислам дека ставот е најверојатно и на Дуи, ако јас сум пред малку ние изборевме и со Ивица дека ние може би послободно даваме наши оценки, затоа што нашата одговорност е помала во тоа што значи донесување на одлуки кои се многу чувствителни, одлуки кои, меѓутоа, затоа па ние не сме ни премиери, ни првите луѓе во коалицијата.
тие одлуки ќе мора да ги донесат тие кои се најодговорни во овој случај. Господин Буцевски, колку на средбите на Ахмети во Соединетите Американски држави се зголемување на притисокот врз премиерот Груевски за решавање на споразумот? Па, знаете, затоа кажам дека ова е позитивно што стигна вечерва од Вашингтон, затоа што многумина во Македонија, кои што понекогаш заедно со прљавата вода сакаат и детето да го фрлат, и многумина надвор од Македонија, кои што не им мислат добро на Македонија, понекогаш си, а посебно еден клучен сегмент на грчката надворешна политика, би сакал да ги користи албанците во Република Македонија како некој вид на пета колона кога станува збор за името, или нечи џокер нивни, колку да се прави притисок врз македонците. И сега, доколку се тргне себично, доколку некој тргне да експериментира во една таква улога во Македонија, тоа е една патека која што води директно кон ширење на јазот помеѓу македонците и албанците во Македонија и кон засилување на етничката нетрпеливост, потенцијални конфликти и така натаму. Така што, ако некој навистина се занесува дека тоа е политика која што ќе направи притисок не само врз Груевски, туку врз македонците. Знаете, понекогаш се греши во Македонија. Во Македонија понекогаш се тврди дека Груевски е единствениот кој што е тврд околу името, а дека сите други немаат проблем. Оваа држава се вика Република Баклава, например, или Еклер. Не е така. Мислам, ако ги гледате самите испитувања на јавното мислење, тука сосема тврдо македонците велат дека тоа име е вековно и тоа име во однос на нашиот јазик, нашата култура, нашата традиција, ние не се откажуваме од тоа прашање. Ако ги ставиме на кантар тоа и ЕУ, преовладува идентитетското прашање. Ние вклучно и затоа и сакаме да одиме во ЕУ за да заврши веќе таа приказна дека сите ја спорат Република Македонија, некој заради јазик, некој заради црква, друг заради не знам што и така натаму. Така што јас мислам дека ако нешто биде позитивно од сето ова, меѓутоа ќе треба уште малце понедвосмислени настапи на лидерот Ахмети, на Дуи, дека албанците во Македонија нема да бидат пета колона и нема да бидат џокер за валкани игри на било кого, туку напротив дека албанците во Македонија ќе бидат политички чинител кој што ќе придонесува кон стабилност на оваа држава и кон незините европски интеграции. Тоа е тоа што јас би сакал да се случи. Тоа е начинот на кој што го толкувам ова што беше кажано. Сега ќе видиме таа политика како конзистентно ќе се одвива и понатаму. Во однос на средбата во Атина, што следи измеѓу Бесими и Аврамополос, и јас имав една слична средба со одговорниот за европски интеграција во грчката влада Валинакис и тоа е еден вид на губење време, морам да бидам искрен, затоа што од другата страна немате вие соговорник кој што сака да ве сослуша. Секој од нас, например, како брифинзи се, меѓутоа секој од наша страна стапува да речеме со посебно вице-премиер за европски прашања со папката што Македонија сака да направи во делот на европската интеграција и каде гледаме тука некоја соработка со Грција. А од другата страна има еден соговорник кој што едва чека да заврши тој дел и да каже добро, убаво што кажавте ова, меѓутоа ако не го решите проблемот со името, заборавете го сето останато и не само тоа, ќе додаде тој соговорникот, името се однесува и на јазик, и на нација, и на едно, и на друго, и на трето. Ета тоа е тоа што ги прави овие средби, како да речам, непријатни. Затоа што од една страна треба да се прати порака дека односите меѓу двете земји се подобруваат, а од друга страна гледате дека од другата страна имате еден закоравен став околу кој што нема помрднување, но пак ја повторам. Секоја средба е добра, нека се среќаваат, нека разговараат, нека отвараат патишта, можеби ќе се најдат и некои поситни нешта каде што може да се најде некаква си точка на разговор, меѓутоа во однос на стратешките прашања на Аврамополос на крај памет не му е било што да предвижува. Посебно не сега, ми се чини, заради тоа што Грција гледаме дека е притисната со едни други предизвици и тие се чувствуваат дека во моментов не се, значи во моментов притисоков не само што не е кон нив, туку заради прашањето со економијата и колапсот на нивната држава, дека моментот може едноставно малце да ги остават на страна сите овие прашања. Така што, благодарам на интервенцијата. Значи, секоја средба е корисна и позитивна, значи проширува контакти и така натаму, меѓутоа како што реков, од другата страна ќе се најде еден ригиден и еден лош став, и на крајот ќе треба да се најде некој си начин да се каже во нашата јавност дека нешто се придвижило, кога напротив вкопувањето продолжува, за жал.
Случајно ли токму денеска Товима пишува дека Атина бара соговорници во Скопје што сакаат да соработуваат токму пред средбата на Бесими со Аврамополос? Ние нема Ги што, најдоа ли мислам, соговорниците во албанскиот Јавноста знае дека од позиција на Атина тие го имат веќе имат квалификација нивна за премиерот, дека е тврд во однос на тоа што значи изнаоѓање на компромис за името. И најверојатно тие бараат помек соговорник? Помек соговорник, меѓутоа тие значи? знаат, во исто време знаат однапред, дека не е Бесими тој што ќе оди во Атина, ќе дојде во Скопје и готово решен е проблемот. Мислам дека тие се работи кои лесно може да се знаат. Но пред Европскиот совет, некои велат и самит, може грците тоа да го искористат дека ние имаме иницијативи, ние разговараме со Врвот на Република Македонија, разговараме со министри, разговараме, меѓутоа никако да успееме во тоа што значи да се изнајде компромис. Може и повеќе европјаните, извини, смет, отколку грците. Да. Европјаните. Може би и тоа го прават европјаните, но што е позитивно? Позитивно е тоа што и Бесими, да речеме, и господинот Амети, и другите, сите овие искуства од тие разговори, тие информации, треба да ги пренесат и кај европските структури, кај луѓето што одлучуваат во Европската Унија, односно тие што имат највисоки функции. И ако министер во овој случај од Ду или албанец доаѓа до консултација директна, непосредна од министер од другата страна, дека на вистина тие барат, значи да исчезне идентитетот македонски, јазикот и така натаму, тогаш мислам дека Дуи како партнер во владата треба да биде многу јасен, затоа што ставот на албанците е познат и од Тирана и од Приштина во однос на националниот идентитет на македонците. Тука, мислам, кога велам ставот на званичната политика, односно званичните институции. И сето тоа треба да се пренесе таму каде што треба, каде што како фидбек доаѓа притисокот кон грците. Затоа што тие се европски стандарди. Ивица беше министер и знае. Ако на европјанин ти му раскажуваш од позиција полунеутрална дека на вистина го слушнав јас тоа, дека тие барат менување на идентитет. Ке му веруваат на Ахмети отколку на Груевски, тоа сака да кажете? Во однос на овие работи. Значи на европјаните, ако им се рече дека овие, значи грците на вистина бараат промена на идентитет, односно не го признаваат јазикот и така натаму, европјаните по нивни стандарди, критериуми, тука треба да реагираат многу силно. Затоа што апсолутно не можам да верувам дека може да помине кај луѓе кои водат Европска Унија или се во раководни структури, а во исто време да го признават, односно да прифатат од една нација да менува идентитет, односно јазик и така натаму. Со сила. Со сила, да. Со наметнување. И тука мислам дека можат да дадат допринос и партнерите, односно во овој случај луѓето кои со легитимитет ги представуваат и албанците во владата на Република Македонија. Мислам, тука е
тука е позитивното, тука е влијанието и зошто да не се направи нешто повеќе, ако веќе официјално е кажано дека разлики немаме во однос. Меѓутоа, за географско име додавка, мислам дека кај дуи и кај албанците, јас наискрено ви велам дека од сите разговори што ги имам, мислам дека тие се во став или мислење треба да се прифати. Треба да се прифати. Веќе ако веќе сме влезени... Географска одредница? Да. Ако сме веќе влезени во преговори, разговори за разликите околу името, еден компромис мора да се најде. И ако се поаѓа од ставот, односно првобитниот став 93-та и наваму, кога... А ерга умнес прифатлива? Не, грците беа воопшто да не стои името Македонија. Јас се сеќавам на тие моменти после Лисабонската декларација, самитот. И сега веќе има една еволуција, односно едно поместување во званичната грчка надворешна политика, званичната политика. Велите го знаете ставот на албанците прифатливо име за севкупно употреба? Да. Односно ерга умнес за албанскиот блок во земјата? Нема, ерга умнес значи идентитетот. И дека јазикот треба да биде горно-македонски, идентитетот, тоа... Али албанците мислам дека нема да прифатат, односно тие што ги представуваат албанците се разбира, и мислам под секоја мислам логика е да му се рече на сограѓанинот, содржавјанинот твој, со кој делиш и добро и зло во оваа држава, и да му се обратиш, пошто барат грците да менуваш идентитет, јазики, тоа треба да го прифатиш затоа што си ми пречка во евроатлантските интеграции. Мислам дека такви настапи од мнозинството албанци, односно од легитимната политика на албанците, такво нешто нема да има. Мислам, со гаранции велам дека такво нема. За тоа има само да кажам. За тоа ја тоа сакам да прашам. Тоа е очигледно, значи тоа е обид за фрлање на бомба која што треба да експлодира во македонската јавност и таа валка негра, како што рекове, да се каже, еве, ние имаме сојузник. А тој сојузник е внатре во Македонија, кој што ќе ви забие... сакаат да соработуваат. Соговорници што ќе ви забијат нож во грб. И сега, токму заради тоа ме нервира, еве, морам да кажам. Не, само да кажам, ме нервира што во македонските медиуми ние си дозволуваме да бидеме во дека една резонантна кутија за грчките медиуми. Тие таму си ја подготвуваат својата јавност, кажуваат провокации за својата јавност и така натаму. Ние дозволуваме то вима, екатимерини, етнос, метнос, кој се не, од таму да ни се враќа во Македонија и сега да бркаме нечии туѓи зајаци. Значи, нема потреба, еве, тоа беше едно, понатаму излегува некакви си други нешта. Значи, тие имаат став дека се во една де факто необјавена војна кон нас, тотална војна, која што треба да ја добијат. Зошто сега да им дадам простор овдека во Македонија? Во однос на прашањето врзано со ова разликите, само сакам да кажам дека Македонија беше мощна, трпелива и внимателна во однос на прашања што ги тангираат етничките албанци во Македонија. И ќе објаснам еден конкретен пример. Кога стануваше збор за меѓународното признавање на независност, за македонското признавање на независноста на Косово. Значи, ниту имавме усогласен став на Европската унија, и ден денес го нема. 5 држави на ЕУ не го признаваат независноста на Косово. Во Обединети нации блокирано е местото на блокирана е апликацијата на Косово за членство. Не само тоа, туку на сите испитувања на јавното мислење во Македонија. Околу 2/3 од граѓаните и над 90% од етничките македонци што живеат во Македонија беа против признавање на Косово. Меѓутоа, владата, имајќи предвид дека тоа прашање е значено, ќе повторам сега, дека тоа прашање е идентитетско за албанците, не само во Македонија, туку насекаде во регионот. Значи, ако нешто ги врзува албанците, ги врзува јазикот, тие се од 3 религии, нели? И ги врзува односот кон независноста на Косово, кој што е прилично втемелен во Црна Гора, во Јужна Србија,
Косово, Македонија, Албанија и така натаму, дека независноста на Косово мора да се реализира. Значи, видете, и покрај едно накострешено јавно мислење внатрешно, и покрај немање на јасна меѓународна позиција, политичарите македонци од Македонија се одлучија да пристапат кон признавање на Косово без лоша реторика, без нападна реторика, без кажување како тоа ќе ни ги загрози односите со еден со друг со трет, имајќи предвид дека ова прашање е толку значајно како идентитетско прашање за албанците во Македонија. Значи, има еден преседан кој што е направен само пред 4 години, не се ни 4 години. Имајќи го сето тоа предвид. Значи, во овој момент, добрата волја е многу јасна. Истото тоа, македонците го очекуваат нормално од своите сограѓани албанци. Тоа што понекогаш внесува нервоза, е што имаме една структура во Македонија, кај интелектуалците, па дури и кај определени политичари. Некои од тие политичари малку се смирија кога добија функција одговорност, односно кога се судија со реална одговорност, каде што се тврдеше тоа дека нашите европски интеграции се кочат заради националистичките ставови на македонците. Значи тоа се сосема неодговорни изјави. Изјави кои што доливаат масло на огинот. Сега замислете, замислете се сега. Се повторуваат од кога е Дуи во власт. Ново или на оној начин? Дали колумните на Теута Арифи, изјавите на Ермира Мехмети или пак колумната на Али Ахмети? Кај Али Ахмети тоа го немаше. Теута Арифи тоа не го кажал од кога беше министер во владата, веројатно од кога седеше на маса со македонците министри, веројатно кога самата се судри. Сакам се извинувам. Сакам. Добро. Само сакам тоа да го затворам. Тоа е неодговорен речник, тоа е неодговорна реторика. Тоа е реторика која што раздвојува, реторика која што води кон етничка нетрпеливост. И сосема беспотребна реторика. Замислете сега на ист начин македонците и македонските политичари да го третираат признавањето на Косово. Замислете од глава да се триеше на сите албанци во Македонија, како тоа не знам што правело, како се менувале нештата радикално и така натаму. Колку јазот ке беше проширен. И сега, знаете, оваа неодговорна реторика, меѓу другото, мора да се пресретне од одговорна реторика од тие што носители на одговорност. На крајот, на кришата на интелектуалците им е многу дозволено. Но политичарите мора да се многу дисциплинирани во демократија, затоа што секој збор на политичарот тежи многу повеќе. Нели, идејата на интелектуалецот е да провоцира, а политичарот е тој што нели треба прибрано да зборува. Посебно кога во власт, се согласувам. Се извинувам. Не, мислам кога се работи за евроатлантските интеграции, можеби тука албанците се малку почувствителни. Ова што го кажа Ивица за Косово, тие го знаат тоа и најверојатно не се случајни овие добри односи. Мислам, званичната политика која зборувам, Приштина Скопје, Скопје Тирана. И тука нема мислам никакви проблеми во комуникација, во соработка. Во однос на евроатлантските интеграција, албанците во Република Македонија се чувствителни затоа што тие во исто време сакат да се изнајде веќе такво решение. Дури ќе направат се и со овие активности во одење таму. Го изгубили Дуи трпението? Трпението го губи трпението затоа што кај албанците веќе Али Ахмети со години настапува. Вика НАТО, Европска Унија, Соединените Американски држави. 10 години постои 8 години во власт. И ги добива изборите со тоа и мислам дека ево право, знаете зошто? За да одговори Али Ахмети на екстремните, да речеме, слоеви кај албанците кои се уште мислат и во сон им е за некоја етничка голема и така наречена Албанија. Со интеграциите, со евроатлантските интеграции во исто време одговорот најдобар кон таквите е затоа што албанците низ евроатлантските интеграции се интегрираат како так, мислам, каде што живеат, без разлика што тие живеат во 5 држави, меѓутоа со интеграциите тие добиваат со тоа што нивниот потенцијал, нивниот капацитет и во науката, и во образованието, и во културата, и дуовното, и се, доаѓа до израз, значи,
без ризични конфликти, односно без менување на граници. А во евроатлантските интеграции албанците веќе се чувствуваат вака како да кажам, може да бидат поинвентивни, покреативни, економска соработка и во тоа се добива и кај албанците. Меѓутоа тие мислат дека ние мислиме како албанци дека со нас и сите овие држави со кои живееме и во кои живееме можат да има придобивка во евроатлантските интеграции. Не случајно е, еве Србија, примерот е, мислам, тој чекор што го прави. И сега да го слушнеш, јас пред неколку дена со внимание го следев премиерот Дачич, како им објаснува на своите државјани, односно граѓани, дека оставете, не сме ние небески народ, ние сме на земја, ние треба да се интегрираме. Стигнаме до стабилноста на регионот и прашањето. Колку го губи Дуи трпението? Бидејќи велите цело време ветува. Евроинтеграција не може да исполни. Не, што значи ова прашање? Не, прашањето мислам дека во право, затоа што вакво прашање се поставува. Имаш право. Го поставуваат тоа прашање. Граѓаните на Република Македонија, Ахмети го на секој избори го ветува. Ако доаѓаме до заклучок дека нема решение, нема компромис за името, тоа значи нема евроатлантски интеграции. И Дуи се плаши каква ќе биде реакцијата од фидбекот од албанците. И тоа е нешто реално што постои. Тоа е уште пореално, Ако постои, има една работа што е многу полоша од незадоволно малцинство. Тоа е незадоволно мнозинство. И заради тоа не ми се допаѓа ова сскање и ова мафтање со црвено пред резгрен бик немек. Дуи губи трпение, албанците губат трпение. Па замислете македонците да изгубат трпение, 2/3 од населението во оваа земја. Мислам, значи имаме сега... Губат ли албанците трпение? Не, да се докажам сега. Ја ти кажувам кој може да изгуби трпение. Прашањето може да се постави губат ли трпение и македонците. Па тоа го поставам прашањето. Сега замислете тоа да се случи. Не, во однос на евроатлантските интеграции. Па тоа го кажувам. Значи, во моментов имате премиер, како сите премиери досегашни на Македонија, кои што биле атлантицисти и еврофили. Значи, во серија од Клюсев па до Груевски сите да ги ставиме на маса, сите истата песна ја пееле. ЕУ, НАТО, европски интеграции, евроатлантски интеграции и така натаму. Се плашам дека со едно вакво заострување и една ваква лоша реторика, сега губат ли албанците трпение? Што ќе се случи? Тоа е како да си бараме проблем. Проблемот е поголем ако изгубат трпение тие што се мнозински народ. Тогаш нема да имате ваков политичар на чело на Македонија, ќе имате некој чуден лик. И сега точно е тоа, се согласуваме, Дачич прави некои потези во Србија и така натаму. Меѓутоа, ајде да видиме Македонија каде стигна за овие 20 и кусур години. Па овој народ знаме смени, устав смени. Под времена референца влезе во Обединети нации. Во Европска унија, па што све не истрпе? Во Европска унија се менуваа пред скоро време тие прирачници како треба да се ословуваат македонците, затоа што грците им текнало дека македонски не треба да се употребува за опишување на оваа држава. Малце ли истрпе овој народ? Мислам, ако Србија направила чекор, Македонија до Јупитер стигне, не до месечината, во однос на чекори, кон Грција. Од другата страна имаме структура за која што Милошевиќ бил гулап на мирот. Значи имаме луѓе кои што се со мрачни намери во однос на Македонија. И тоа е тоа што треба да се разбере. И заради тоа не ми се допаѓа оваа реторика. Губат ли албанците трпение? И сега мора ова да се каже душица, затоа што постои еден круг во Македонија кој што инсистира на тоа прашање. И меѓу македонците и меѓу албанците. Ставете го прашањето обратно. Што ќе се случи ако изгуби трпение мнозинскиот народ кој што веќе е доволно наострен со многу ситуации што му се случува во изминатиот период? Замислете што ќе се случи ако измеѓу ВМРО
наместо ВМРО, ДПМН и СДСМ. На сцена имаме некој како грчка златна зора во Македонија. Фрустриран народ, измачен економски, измачен вака национално и така натаму, е плодно тло за такви радикализми. И затоа ова го кажувам. Значи, треба да се разбере дека постои одговорност во искажаниот збор. Искажаниот збор, посебно во една вака комплексна држава, мора да биде мощне одмерен. Господине Буцевски, Да. прашањата предизвикуваат проблеми ако не се одговараат и се ставаат под тепих. Ама вие ги ставате под тепих. Еве, ја поставам сега прашање. Не. Ја поставам сега Не. прашање. Што правиме со фрустрираноста на Лиса. мнозинското население? Тоа вие го ставате под тепих. Компромисот Дали за уопште- името, компромисот за името го бара меѓународната заедница. Компромисот го бара Европската унија, компромисот го бара НАТО. Компромисот е сега, ако ние веќе тежнееме Според официјалните да изјави, да одиме македонската кон влада се НАТО, залага за кон компромис. Европска Ама унија. апсолутно и Македонија го бара Оставете ја компромис. сега Грција. Од нас доаѓа Фуле, доаѓа другиот, били Баросо или било кој. Тој ти бара компромис. Бара компромис. И ние сега, дали смееме, дали можеме, во исто време и да бараме да бидеме членка на НАТО и на Европска унија, а во исто време нивните барања за компромис, за името, тоа не го... Ама ние го не велиме прифатиме. дека не сакаме компромис. Ама ние Па велиме ете, кај ни се компромис. границите. Да, Ние велиме кај ни се рековме границите. ние А од границите. другата страна нема граници. Од другата страна границата е да нема оваа држава и овој народ. Ама не можат тоа. Сега. Тие може би тоа можат, може би има таква желба. Меѓутоа не може. Во земја која е во Европска унија, која е во НАТО, а во исто време ние сакаме да видиме во НАТО и во Европска унија. Не можат грците да се однесуваат така. Значи, ние сакаме да направиме компромис како што го направија Франција и Германија, како што го направија Дегол и Аденауер по Втората светска војна. Тие сакаат компромис како што го направија во Минхен 1938 во однос на Чехословачка. Тоа не е компромис. Тоа е бришење на мапата на еден цел народ и една цела држава од мапата на Европа. Тоа е разликата. Кој од челните луѓе на Европска унија или Америка, САД, го кажал ова? Не, тоа го кажуваат грците. А од САД, од челните луѓе на ЕУ Ама и не на е проблемот сега само со грците. Проблемот е со тие каде што ние сакаме да бидеме во нивно друштво. Значи ние велиме дека ние сакаме да бидеме во тоа друштво. Така Зашто имавме тешки 2 века како И македонци. што ни велат тие? Тие ни велат решете го проблемот. Ние сакаме да го решиме проблемот, но од другата страна има некој што вика не ве сакам. Како сега да се направи компромис? И тие затоа што мислат дека ние сме послабите, притисокот е врз нас. Значи, сега зборуваме за европски вредности, право на себе идентификување Ние сега е европска вредност. предлогот на кој треба да одговориме до јуни, мислам, Добро. од Нимиц со тие 10 точки. Добро. Ние треба да влеземе во расправа за тие 10 точки. Во тие 10 точки најверојатно ќе најдеме 3, 4, 5 кои не одговараат. Добро. Мислам. Ама не Во исто време и грците истото ќе го направат. добро, не, ја разбирам. Сакаш да кажеш дека некаде ќе се треба сретнеме. да им кажеме на европјаните дека еве ние сме влезени во тој компромис. Меѓутоа, ако се бара идентитетот, да се откажеме од идентитет, да се откажеме од јазик. Па тоа го кажуваме. Ама тоа го кажуваме. Не кажуваме ние дека ќе правиме некои чудни работи. Ние тоа го кажуваме. Значи кажуваме дека Тоа треба мислам јасно да им се. Ама најјасно се кажува, сите го знаат тоа. Дека проблематични за нас се тие делови. Значи мојот јазик не може да биде поинаков освен македонски. Орав амбасадорот, на пример, до ден денес не се извинил за слава македонци и така натаму. Не е во ред тоа. Не е во ред тоа. Значи тоа го кажува амбасадорот на Европската унија во Македонија. Значи тие се нештата каде што македонците се осетливи, со сето право да бидат осетливи. И значи не бараат прекуле погача, нема тука национализам, напротив, овде има одбрана од национализам. И кога зборуваме зошто македонците пред се сакаат во ЕУ и во НАТО, тоа беше таа желба да прекине више овој, како да речам, еден маѓепсан круг на постојано проблематизирање на македонската нација, маѓепсан круг на етноцид, на геноцид, да се вратиме, значи овој проблем, овој народ, значи ние сега повлекуваме граница и кажуваме македонците веќе нема од никого да бегаат,
Нема веќе да има етничко чистење на македонци, нема веќе да има спорење на македонците, нема да има спорење на македонскиот идентитет. Точка. Нема да пиеме рицинус, да си го испликуваме јазикот како што тоа го правевме меѓу двете светски војни во Грција. Тоа е тоа што го велат македонците. Нема тука национализам, луѓе. Него тука има борба за основни човекови права, добро, за основни културни права. Како македонскиот јазик, еве јас и вие сте били и јас сме биле во Европскиот парламент и знаеме тие 23 кабини има сега. 23 јазика се зборуваат таму. Што е подобро? Македонскиот јазик да биде во една од тие 23-24 кабина и пратеникот од Грција да го слушне преводот, а македонскиот јазик да оди како официјален со сите тие јазици, што значи во рамките на една Европска унија, македонскиот јазик да биде равноправен со сите тие јазици кои се зборуваат во Европскиот парламент. Тоа е борбата. И тоа е нашата борба. Што значи за една нација тоа е голема работа. Тоа е нашата борба. Ама треба да направиме. Нема да го направиме затоа што Грција вели дека не може да има таму кабина со јазик македонски. Не може. Не сум го слушнал јас. И не смеа тоа да го кажа. Го кажуваат. Најотворено кажуваат дека не може да има македонски јазик и не може да има македонска нација. Тоа е суштината на проблемот. Повторите неколку пати вечерва дека изјавата на Ахмети и на Артан Груби дека немаат разлики со коалицијскиот партнер околу спорот со името. Меѓутоа Ахмети денеска вели дека во исто време треба да сме храбри за да се создаде посигурен живот, мир и стабилност. Имаат ли разлики во тајмингот за решавање на спорот со името? Апропо и колумната на Ахмети, време е за НАТО, време е за храбри одлуки. Па, македонците од 91 година, еве, значи тука имаме човек кој што гласал во 90, значи во Македонија имаше 3 документи кои што ја дефинираат стратегиската позиција на Македонија.